Досега се официализираат двајца кандидати за наследници на партискиот престол на Зоран Заев, откако актуелниот лидер го најави повлекувањето од претседателската функција во СДСМ. И двајцата претенденти, Димитар Ковачевски и Фросина Ременски, ги поднесоа кандидатурите во ист ден, со неколку часа разлика еден од друг. Прва во партиското седиште се појави Ременски, поранешна претседателка на партијата која сега не е дел од раководството, вели дека се решила на ваков чекор имајќи го предвид незиниот досегашен партиски и политички ангажман. Уверува дека има визија за Социјалдемократскиот сојуз во идниот период. Мојата визија за Социјалдемократскиот сојуз во следните 5 години е победник во сите процеси пред кои што е исправен. И само така, со таква визија и стратегија може да се постигне максимум во она што значи партиско организирање, а со оглед на тоа дека партијата е владеачка партија, да направи се што не направила во изминатиот период и се рефлектирало во некакви резултати на локални избори. Не мисли дека Ковачевски е фаворит. Ременски, која е обвинета за предмет од меѓународен сојуз, не одговори дали ќе биде дел од идното партиско раководство ако не победи во трката за лидер. Незиниот ривал, актуелниот заменик министер за финансии Ковачевски, со кандидатурата ја приложил неговата програма која насловил "Заедно, одговорно и посветено". Програмата се базира на 3 основни столба, а тоа е социјалдемократска визија, јасни социјалдемократски вредности од кои што извираат принципите, вредностите на работењето и резултатите кои што следуваат врз основа на него, економски раст, односно посветеност кон економските политики и изголемување на животниот стандард на граѓаните, и трето е фер шанса и јасен систем со одговорности и правичен во кој што најдобрите ја добиваат одговорноста и шансата за унапредување на системот и исполнување на сите проекти кои што се ветени пред граѓаните. Најави дека враќањето на единството во партијата ќе му биде една од основните заложби. Негира дека неговото кандидирање е директно поддржано од лидерот во оставка Заев. Вели дека ако биде избран ќе го потврдил својот личен интегритет во работата. Но фактот дека Заев го избра токму него да го придружува на разговорите за влез на алтернатива во владата се толкува како јасен сигнал кого актуелниот лидер сака да види за негов наследник. Постапката за кандидирање за иден претседател на СДСМ кој се очекува да биде и мандатар за состав на влада ќе трае до задутре. Потоа ќе следи затворање на избирачкиот список, пошто на 12 декември ќе се одржат вонредните директни избори за нов претседател на СДСМ. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.